Добар ден на сите, благодарно за вашето одвоено време, за она што денес го отвараме како можност, а тоа е инклузивниот процес на креирањето на локални политики и носењето на еден многу значаен документ, Стратегија за развој на општина Крива Паланка 2021-2026. Во рамки на проектот на UN Women, воедно до кој што упатуваме благодарност, тука е Кристина како представник, кои што не поддржуваат и во претходните години и во оваа активност за родово одговорни политики и буџетирање и инклузивниот процес на вклученост на различните структури на локално ниво во креирањето на овие политики. Сакам да се заблагодарам за она сесрдна и несебична помош која што ни ја даваат во годините наназад, кој она што ќе го правиме во текот на следниот период. По таа насока ќе кажам дека вашето денесно присуство, почнувајќи и гледајќи го како структура, дали е тоа од бизнис секторот, образование, граѓански сектор, институции на локално ниво, вклученоста на различните други структури, дали младите, маргинализирани групи и останати представници, е навистина особено значај. Стратешкиот документ кој што ќе го креираме врз основа на оваа работилница треба да ни ја даде рамката по која што ќе се движиме во текот на следниот период. Сватете го ова како сериозен процес затоа што тој документ како стратегија нема да ни користи само на нас како локална самоуправа. Имено, сите оние активности или средства кои што се ставени преку различните европски програми на располагање на Република Северна Македонија, ќе можете да ги користите и вие, независно од тоа дали сте јавни институции, невладин сектор или локална самоуправа. По таа насока, ќе кажам, бидете креативни во рамките на оно што се генерални политики кои што сакате да ги видите после 5 или 10 години во Крива Паланка, затоа што врз основа на тој креиран документ вие ќе можете да аплицирате за финансиски средства кај евентуалните донатори или повици кои што ќе бидат објавени во следниот период. Во таа насока, освен креативноста, бидете и рационални, затоа што не треба да се разследиме сега со различни идеи кои што можеби се неостварливи во моментот, но приликите во Крива Паланка во изминатите неколку години се сменија толку многу што ние навистина треба да ставиме акцент на локалниот економски развој, затоа што сето она што се прави како инфраструктура во моментот и она што е како најава во текот на следниот период, врз основа на оние документи кои што можеби се веќе донесени како прогласување на соговието за заштитено подрачје на природата, од вчера е и официјален документ за локалитетот Градиште во село Градец, она инфраструктура која што ја правиме кон соседните општини, Трговиште и Босилеград, она што се прави како регионална инфраструктура на подегот на коридор 8, на вистина Крива Паланка треба да ја направиме централна точка на тој коридор 8, со кој што реално ќе влечеме и нови инвестиции, но и бенефит за нашата локална самоуправа. По таа насока, не сакам да бидам премногу долг, ќе посакам среќна и успешна работа и навистина креативни идеи кои што ќе влезат во рамки на овој документ и со кои што утре ќе ни бидат од полза и корист на сите нас како чинители на локално ниво. И благодарам.